фудбалски клуб. Едно прашање спортско, а што мислите за вашата екипа, каде ќе се пласира? Па види, ние сега моментално, привидејќи до сега немавме игралиште, не можевме да се организираме тренинзи, доволно да се припремаме, а сега веќе шом има игралиште, мислиме да ќе напредуваме и нема да подлегнуваме на некои мислам слабости, привидејќи веќе имаме услови да се докажеме. Ви благодарам за разговорот и на поканата да дојдеме денес во вашето село. Фала, благодарам што сте дојдени. Да го запрашаме нашиот следен соговорник, на кој начин го изградија овој терен? Па јас како прво сакам да се заблагодарам на фирмите Прогрес и Бучим со акција што ги изведеме, машините беа пуштени за изградба и се изгради на тај начин со помош на селото, со акции, помош тоа е да изградба на акции, тоа е наша сила, изградено и би сакал да се благодарам повеќе од тоа што излезе во институтот да се помогне за околу опрема да и да се изгради тоа игралиште, да биде нашето село барем уведено во сите тие села да се отпочне со игралиште. Јас најпрво сакам да бидам благодарен на оваа население што го е дотрело до тоа да биде тој фудбал, а второ и на организациите кои што ни испаднаа многу голем сусрет и ние не сме могли како село у тие моменти да го постигнеме тај успех. Второ, благодарност имам од сите селани тука, од сите не поддржаа како клуб, како ние сме помлади представници и во клубови, и тие се сите деца и прогнозирам го тоа дека ќе биде убаво, нема да наставиме со груби особини и сметам дека тоа е една захвалност во оваа село да го малку постигне, да го заведе младиот народ да треба да се гледа фудбал и да се почитуваат спортовите, како во градот, така и на селата. Јас ви благодарам на разговорот и ви посакувам успех во надпреварувањето. Фала.